Господине Билјали, време е за анализа на изборите. Има лекции научени, има погрешни потези, има вистински потези. Како вие ги толкувате? Сепак е позитивно, значи во комплетно на тоа што е наш амбиент и внатрешен и меѓународен и регионален. Мислам дека сепак се движиме во добра насока, особено кога се опрашање евроатлантските интеграции кои се од витален значај, значи од екзистенцијален значај за наша држава и тоа се движи во добра насока. Нормално дека има многу што да се направи, особено во сферата на економијата. И мислам дека Ова го велите во добра насока, го базирате на резултатите на председателските избори? Ја мислам дека го базирам на расположението на луѓето да ги поддржуваат тие постапки кои се мисле дека многу се чувствителни, дека секој политичар кој настојува да ги решава тие ќе заврши многу лошо, многу драматично, што и не се потврди. Ја мислам дека овој резултат што го имаме повеќе е некакво незадоволство од премногу затвореност на СДСМ, што знае салонски да владее, што е лошо, значи треба да биде поблиску до луѓето со нивните проблеми, да им помогнете колку што може, ако не можете им објасните дека така, а не да им ги затворите телефоните, тоа е многу лошо. Во една прилика вие кажавте пред неколку месеци дека ДУИ треба дефинитивно да оди во опозиција. Дали уште сте на тоа мислење, со оглед на тоа што ДУИ застана зад кандидатот кој што народот го избра за председател? По тоа ќе беше волшебен леп и за државата и за нив. Ја мислам дека предолго се на власт и колку отпреке 20 години, значи да не видите опозиција и у демократска држава, тоа е многу штетно. За албанското гласачко тело. Мислите дека абстинираше поголем дел во овие избори? Не, напротив, мислам дека во голем процент се излезени, но мора да се согласиме со реалноста што државата или власта не ја знае дека голем дел од и младите и тие кои се во средни години се заминати надвор. И тоа посебно овие 4-5 години, значи масово, ја може да ги кажам дека ево во моето Чегране, кај што според евиденцијата има околу 9000 жители, реално нема ни 3. Северна Македонија добива председател консенсуален, што значи дека е поддржан од власта. Контролата во парламентот се разбира дека е во владеачката коалиција. Мислите дека тоа е добро за една демократија? Не, ако не се балансира властта, тоа не е добро за никого, ни за демократијата, ни за опозицијата, дури ни за властта. Но ние сме во една посебна чувствителна фаза кај што ни треба голема енергија за да ги надминеме овие проблеми. Дел од тие веќе се надминати, значи, а во блиска иднина стварно јас посакувам да имаме еден баланс. Од балансот е контрола или меѓусебна контрола на власта, на политички сили кои стојат во посредна. Ви благодарам, господине Билјали.